Лидерот на ЗНАМ и градоначалник на Куманово Максим Димитриевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов и поздрав до гледачите на телевизија. Ке почнеме со темата која се намитнува како најактуелна, уставните измени и ЕУ интеграцијата. 2 години сте дел од владата, до сега не гледаме дека се промени нешто или се донесе некаков нов предлог, поинаков од оној кој што е зацртан со преговарачката рамка и со така наречениот француски предлог. По 2 години можете се уште да кажете дека има некоја друга можност освен оваа која имаме на маса? Па мислам дека има, затоа што политиката нема ограничување и секогаш може да се изнајде соодветно решение, но во целото тоа решение е многу битно да се дефинира што се добива, што се губи. Ако вие имате континуиран притисок од страна на опозицијата до вчерашната власт за уставни измени, тоа е само продолжеток на една бугарофилска агенда која што во континуитет ја започна да ја развива господинот Заев со она фамозно интервју на БГНС, каде што ни изедначи и во јазикот и во нацијата. Дополнително следуваше изјавата на поранешниот председател на државата Пендаровски, кој што рече дека Гоце Делчев е бугарин. На тоа следуваше подпишување на фамозниот француски предлог и целосна капитулација на нашата дипломатија и тогашната власт предводена од Ковачевски, за да денеска го гледате истиот Венко Филипче кој што во континуитет инсистира на уставни измени, а сето тоа го потврдува на крајот и неговиот член на Централниот одбор, кој што вели дека Гоце Делчев нема никаква улога во историјата на Македонија и го минимизира ликот и делото на еден од нашите најголеми револуционери во нашата понова историја. Значи, тоа со право ми дава да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз, некогашната државотворна партија, денеска ја предводи во континуитет 8 години наназад едно крајно бугарофилско раководство кое што работи за туѓи интереси, а не интереси на нашата држава. И затоа целта на оваа влада е да го сочуваме тоа што е декларирано во Асном, а се темели на Крушевскиот манифест. Бидејќи ние можеме да бидеме составен дел на Европска унија единствено како македонци, а не како што денеска, како резултат на претходните дејанија на претходната влада, не ословуваат во Европа како северно македонци. Добро, немавте вие против преспанскиот предлог во тоа време, но од денешна перспектива, вие како политичка партија предложивте една декларација со црвени линии. Таа не се случи. Предложивте уставни измени со одложено дејство. И тоа не се случува, ниту пак гледаме дека има некаков оддек во Европската унија за една таква можност како алтернатива на донесување на уставни измени па отворање на со полна важност па отворање на поглавијата. Што е алтернативата? Што мислите дека граѓаните можете да им понудите како коалиција владеачка, затоа што велите предавнички да се бараат уставни измени бугарофилски и така натаму за опозицијата, тие велат друго решение и нема. Декларацијата на ЗНАМ е се уште отворена и е адресирана до сите политички партии и ако се сеќавате ни беше вратена, конвертирана од страна на сегашната опозиција и ова актуелно раководство на СДСМ без воопшто да ја отворат и да ја разгледаат, а веднаш потоа следеше многу слична декларација од нивна страна со одредени изменети форми каде што се бара начин и модел како тоа да не убедат нас, граѓаните првенствено на Македонија, дека ние не можеме без Европската унија и мораме да ги прифатиме уставните измени. Да, точно Европската унија е таа која што нашиот најголем трговски партнер, точно е дека гледаме пријатели таму, сакаме да бидеме составен дел на Европската унија, но тоа го повторувам во секој мој поединечен разговор со секој амбасадор, представник на државите членки на Европската унија, дека ние не можеме да си дозволиме како една мала држава да излеземе од рамките на основниот договор на економската заедница европска на јаглени и челик, а потоа денеска Европска унија, каде што се штитат интересите на малите во однос на големите. Со нашата самонегација не можеме да дозволиме едноставно да ние како нација, народ, континуитет и собствена историја исчезнеме на овие простори, затоа што би била Европската унија ако не бидеме различни внатре. Да, има
алтернативи. Македонија има пријатели низ светот, ќе го шири и развива тоа пријателство и дополнително ќе си ги засукаме ракавите, како што и актуелно работи актуелната влада, активно на сите проекти за да се обезбеди одредено ниво на самоодржливост. И ако погледнете што се случува оваа глобална светска криза, ќе видите дека цените на најголем дел и од дериватите, и услугите, и дополнително храната, која што се оденочува само со 5%, е можеби најниска во регионот токму во Македонија. Онаа што за жал во континуитет и платата е меѓу пониските. Точно е дека бидејќи нашиот животен стандард, точно е дека нашиот животен стандард е таков каков што е и минималната плата е најниска во регионот, но дополнително, значи ние не можеме да си дозволиме сакајќи да отвориме нови перспективи да се поништиме самите себе си. На крајот на денот тоа е желба и на мнозинството во парламентот. Да граѓаните се иселуваат масовно, секој втор млад човек на анкета да одговара дека еднината си ја гледа надвор од Македонија и заради студии, заради работа, тоа не ли е поништување? Видете, иселувањето во нашата држава се случува во континуитет повеќе од 30 години наназад. И ако направите една анализа во регионот, не мора да одиме подалеку во Бугарија, со влезот на Бугарија во Европската Унија се случи енормно иселување и едноставно цели градови се испразни, а граѓаните не бегаат само поради социјекономска причина. Првенствено бараат владење на право, да не ви се случува ова што денеска се случи во обвинителството на организиран криминал, каде што и самите граѓани знаат дека има криминални дејствија, но никој не одговара затоа што решенијата во правосудството и во обвинителскиот систем се доведени под политички притисок или пак се намонтирани поединци кои што мора да им служат на политичарите. Да, но вие го говорите како да сте во опозиција. Не го говорам како да сум во опозиција, ние работиме активно на реформи во... Немаме ние како извршна власт. Имате министар за правда. Без разлика на тоа, нашиот министер за правда и воопшто владата нема никакво влијание на независната судско-обвинителска власт. Ние не сакаме да ги практикуваме истите методи на претходната власт и да вршиме дополнителен притисок за да инсталираме собствени наши кадри на тие позиции. Министерот Филков нити присуствува. Има институции кои може да проверат дали денешната одлука, на пример, е поврзана со некакви незаконски дејства. Видете, сигурно дека ќе проверат, бидејќи јас имам целосна доверба во новиот обвинител кој што е поставен, гледајќи го неговото CV, државниот обвинител, мислам, и верувам дека истиот е професионалец, но слушнаме изјаве дека истиот воопшто не бил информиран за случајот, тој бил констатиран со одлуката која што претходно била донесена. Впрочем, не функционираат така нештата. За многу помали случаи обвинителите од понизок ранг одат во обвинителство да му реферираат на државниот обвинител и на обвинител со повисока категорија, на повисока позиција од нив и да добијат насоки за понатамошно постапување. Случајот на господинот Абази не е таков, значи не е запазил таа постапка, но тоа го оставам во рамките на обвинителскиот систем во иднина да се решава. Тоа е еден од фактите зошто нашите македонци и сите граѓани на Македонија се заменуваат. Сакаат стрежени институции, сакаат владење на право. Ние се бориме за тоа, но да демонтирате еден систем кој што е поставуван со децении е потребно време. Вие имате еден министер кој што воопшто не влегува во ингеренциите и надлежностите на судовите. Еве за пример ќе ви кажам, Кумановскиот суд, земете го само извештајот на Државниот завод за ревизија и ќе се фрапирате од податоците. Но за жал се уште актуелен председател е тој кој што своевремено дозволи целосно опожарување на архивските простории и архивската граѓа во тој суд. Зошто? Затоа што предпоставувам дека добро е конектиран со луѓето во Републичкиот судски совет кои што го поставуваат на таа позиција. Правилата на игра се поставуваат со законите кои што го регулираат функционирањето на тие институции. 30 закони се подготвени од Министерството за правда во изминатите 2 години, реформски закони за кои дури не опоменува Европската Унија, но неодамна рековте дека тие се заглавени практично владата и собранието понатаму не ја завршуваат постапката. Вие не можете како политичка партија
партија да притиснете ете барем оно што е во ваш ресор, оно што на крајот на вашето конто ќе се брои дали сте реализирали или не сте реализирале, да се спроведе до крај? Да, голем број на закони, како што кажавте, веќе се изготвени и се пуштени во владина постапка, а некои од нив се и донесени. Ако се сеќавате на фамозните измени на кривичниот закон, кој што беше класичен закон за само амнестија на поединците кои што го донесоа, и на претходната политичка гарнитура кој што обезбеди некоја си аболиција, всушност е изменет и се вратени старите членови во законот, а во моментов се изготвува и нов. Но видите, јас како председател на знам... на пратеници на ВМРО-ДПМН, тие не ни дојдоа од Министерство за правда. Да, дојдоа од Министерство за правда, беа подпишани од страна на пратениците од ВМРО-ДПМН и исто така од пратениците на знам. Но јас како председател на знам, која што е нова политичка партија, 2 години и поминува еден период на зреење и ферментација, барав пред 4 години мандат од граѓаните. Овие граѓани го дадоа легитимитетот на Христијан Мицковски да ја предводи владата и истиот ја има целосно поддршката на знам да продолжи во процесот на менаџирање со државата, затоа што сметам дека работите ги враќаме на позитивна нула, а многу скоро ќе се видат и конкретните резултати. Но вие да изградите еден систем кој што се урува повеќе од 3 децении не е возможно во период од 2 години. Имате двајца министри во владата, се подготвува реконструкција, тоа и самиот премиер го потврди. Стоите ли позади нивните резултати, што доколку некој од нив по одлука на председателот на владата треба да биде сменет? Ке прифатите ли, како знам, смена на кадар за кој што вие велите дека добро сработа? Пардон. Легитимно е од страна на мандаторот на влада да бара промена на одредени имиња во владата и во составот на владата, но секако дека ние како владини партнери имаме свој удел во носењето на конечните одлуки. Ние како знам сме апсолутно задоволни од работата и на нашите двајца министри, и на господинот Минчев во ресорот јавна и државна администрација и на господинот Филков во ресорот правда. И сите резултати кои што беа сработени и во двата ресори, првично во европскиот извештај не се споменати законите кои што се беа во постапка на изготвување, но вовеќе во следниот извештај ние очекуваме и како позитивни резултати, бидејќи самите закони од влада ќе поминат на собрание и мнозинството ќе ги донесе со одредени измени и забелешки доколку ги има. Но како и да е, јас како председател на знам сум задоволен од тоа што го работат нашите министри. Тие не гостуваат секојдневно на телевизии, ниту пак држат секојдневно пресконференции, како одредени други министри кои што водат, можеби да кажам, многу потеренски ресори, каде што имаат можност да даваат и поголем број на теренски изјави, дневни настани, тие носат стратешки закони кои што се составен дел на реформската агенда. Господинот Минчев ги заврши веќе во најголем дел, а и господинот Филков исто така ги има изработено заедно со неговиот тим и тие веќе се во владина постапка. Имате ли веќе консултации околу тоа како ќе изгледа по реконструкцијата владиниот состав? Па немаме се уште конечно разговарано на таа тема, чисто прелиминарно ги отвараме темите во однос на владата. Ние ги даваме нашите забелешки во делот на одредени ресори како што владин партен кој што смета дека одредени ресори можат да бидат зајакнати. Премиерот тоа треба да го сублимира од своите партнери и потоа секако да излезе со конкретен предлог, па да видиме што ќе се случи. Подготвени ли сте да имате помалку од 2 ресори со измените во составот? Видите, ние кога влеговме во оваа влада бевме растеретени од бројот на ресорите. Ние баравме ресори кај што ќе се работи. Ресори со најмал буџет, каде што ќе се минимизира можноста од било какви коруптивни дејанија, не само на првите луѓе кои што ги водат, туку и на самите луѓе кои што работат на клучните места во тие ресори, и се посветивме исклучиво на работа. На нашиот партнер на самиот старт, водејќи се од националните македонски и државни интереси, буквално му дадовме карот бланш карта за да може да состави влада и ја поддржаваме владината програма каде што беа имплементирани и нашите барања. Многу помалку се водеме од делот и бројот на ресорите, местата во извршната власт кои што ќе припадат на знам, а многу повеќе од националниот и државниот интерес и да не дозволиме никогаш да се случува тоа што се случувало некогаш во државата.
Дали сега во овој момент ќе ги задржиме ресорите или не, тоа ќе биде предмет и договор на коалицијата. Сепак не сте хуманитарна организација, политичка партија која утре повторно треба да влезе во изборна трка и треба да испорача и за своите гласачи преку одредено влијание во самата влада, во самиот кабинет. Веќе се зборува за можност за нови парламентарни избори следната пролет. Сметате ли дека сепак знам, бидејќи во претходната трка како нова политичка партија, трета можност, така ја позициониравте, имаше сериозна доверба, 6 пратеници, сега веќе има 5 со заменувањето на Миле Цеков. Нели очекувате дека ваквото поставување како помал приврзок во владата може значително да се одрази да имате пониска поддршка на овие избори? Видете, префрлувањето во политиката, или јас тоа би го нарекол политичка проституција, е многу честа на овие простори. И ние дадовме коментар во делот на господинот Цеков. На крајот на денот ќе се види позадината кој, како, зошто и на кој начин го реализирал тоа, и тука не би сакал повеќе да коментирам. Добро, во меѓувреме Советничка од Прилепија го напушти, знам. Нова партија, ви доаѓаат луѓе, не им ги знаете крајните мотиви. На крајот на денот многу побитно е за знам, како опција која што веќе ја споменавте, нова на политичкиот простор, која што созрева, да има континуирано политики кои ще се во интерес на граѓаните и на државата, и тоа е нашата конечна цел. Дали ќе бидат изборите следната година или пак редовни или утре, ние сме подготвени активно да учествуваме, бидејќи тоа е контрола на нас како нов политички субјект, како се движиме на политичкиот простор и колку тоа ние имаме реализирано од тоа што го имаме ветувано пред граѓаните. Ние немавме голем број на ветувања на претходните парламентарни избори и се уште искренски се држиме до сите тие наши ветувања. Сега треба прагматично да се направи една анализа што тоа државата би добила со едни предвремени избори, што би изгубила. Вие сте за или против? Јас сметам дека во Македонија сега е потребно да се работи посветено не само на реформската агенда, туку дополнително и на зголемување на бруто националниот производ. Што тоа значи? Значи дека сите оние договори кои што ги имаме за рудници, концесии и нашето богатство да провериме каде тоа оди, по кои пари оди и колку тоа и каков дел има од тоа се државата. Дополнително да изнајдеме начини тоа што Господ ни го дал да го трансформираме во дополнителна вредност, а тоа е сонцето, воздухот, ветерот, плодната почва и дополнително рудните богатства со кои што не сме оскудни, бидејќи гледате дека се отвараат нови алтернативи за искористување на дополнителни рудни богатства во државата. И секако да се држиме до стратегијата на нашите стратешки партнери и она што беше почнато да се разговара и со Соединетите Американски држави, да го продлабочиме и со нашите европски партнери, бидејќи сепак еден ден ние сакале или не ќе бидеме таму. Ние сме родени во Европа, сме европејци, единствено не сме членки на Европската Унија, еден ден ќе бидеме таму. Но прашање е дали некој кој што не мисли добро на оваа држава, кој што храбро не охрабруваше низ Преспанскиот договор, натапшаше по рамо и ни вереше тука е господинот Борисов, вашиот постар брат на вашиот премиер, а потоа многу класично не блокираше, всушност ќе оствари конечната цел. Да прикаже дека ние тоа сме македонци од 44-та нааму и дека немаме свој континуитет. Максим Димитриевски во тема на денот, ви благодарам за вечерашното гостување. Беше чест, ви благодарам и на вас.